На денешната седница, што ја одржа Општинскиот кризен штаб, беа упатени повици до граѓаните на Кочани за најстрого почитување на мерките за заштита и спречување на ширење на коронавирусот. Според Гоце Серафимов, директор на Центарот за јавно здравје, бројот на заразени од коронавирусот во Кочанско деновива е во постојан пораст. Во моментот има 102 активни случаја, од кои 91 случаја на домашно лекување, а 11 на болничко. Од почетокот на пандемијата досега се оздравени 145 пациенти, а 5 мина се починати. Александар Максимов, началник на одделението за внатрешни работи, истакна дека од безбедносен аспект состојбата е стабилна и под контрола. За 6 месеци се евидентирани 117 кривични дела, поднесени се 67 кривични пријави за непостапување според здравствените прописи, издадени 711 прекршочни платни налози на лица кои не ги почитувале уредбите за носење заштитна опрема. Постојано се прават контроли со државната пазарна инспекција со цел предупредување на субјектите или изрекување глоби и казни. Градоначалникот на општина Кочани Никол Чилиев, како командант на Општинскиот кризен штаб, повика на максимално почитување на мерките за заштита, како носење заштитна маска, одржување растојание и хигиена. Еден од првите заклучоци, основни заклучоци е тоа да ги повикаме уште еднаш сите граѓани да максимално се придржуваат на сите мерки и препораки издадени од надлежностите и да спречиме понатамошно ширење на COVID-19. Понатаму се договоривме да, односно во разговорите излезе потреба да препорака до надлежните служби, во колку има и понатаму лица кои што нема да се придржуваат и да ги почитуваат мерките и препораките, тогаш преминуваме кон непопуларните мерки, односно казнените одредби кои ни стојат според позитивните законски прописи. Исто така, излезе потреба да препорачаме на граѓаните кои што се ставени веќе со изолација или извршено тестирање и има добиено решение од санитарниот инспектор да максимално се придржуваат на мерките во делот на изолацијата, бидејќи има случаи каде што луѓето не ги почитуваат доследно мерките и тоа е навистина еден голем проблем. Поради актуелната состојба, Општинскиот кризен штаб донесе заклучок годинава традиционалниот кочански панаѓур да не се организира. Матичните лекари ја истакнаа потребата пациентите да не ги кријат симптомите и контактите за да може состојбата да се држи под контрола. Мобилниот сервис за домашна посета и тимови од волонтери на Црвениот крст доставуваат храна, облека, лекови, инсулинска и онколошка терапија на лицата што се во самоизолација.